Најголема дискриминација има во основното училиште Гоце Делчев, покажуваат анализите кои денес на јавната дебата ги презентираше заменик народниот правобранител. Анкетата е направена во 4 основни училишта. Од анкетата што се направи од анализата во 4 основни училишта во град Штип, Гоце Делчев, Тошо Арсов, Димитар Влахов и Ванчо Прке, се покажа дека родителите сметаат дека се дискриминирани најмногу во основното училиште Гоце Делчев. Родителите пак, кои што беа запрашани дали се осетиле дискриминирани, односно дали сметаат дека нивните деца се дискриминирани во некој од училиштата, исто така потврдно одговориле највеќе во основното училиште Гоце Делчев. Најмалку во Ванчо Прке. Анализите од анкетата се апсурдни, ако се земе во предвид дека во ова основно училиште бројот на запишани деца од ромската етничка заедница е и најголем. Се поставува прашањето како може да се биде дискриминиран во средина каде што се и најбројни. Нова реагираше и директорот на основното училиште Гоце Делчев, во кое 70% од учениците се од ромската етничка заедница. Дечињата роми, грижата околу нив, единствено некој што ја води е ово училиште. Ние некаде во текот на 3 години, заради интегралната еволуација и само еволуацијата која правиме, имаме 153 дечиња од ромска етничка заедница кои го полагале оделенскиот испит, заради недоаѓање и заради нередовност. На сите тие дечиња е овозможено, повикувани, одени во куќите, да се доведат овде за да можат да го оформат своето образование. Дечиња кои не се јавуваат и по 2-3 години, не доаѓаат на училиште и со возраст од 16, па дури и не наполнети 17 години ги примаме во училиштето, само да ја овозможиме да земат некоја година и да оформат што е можно поголем дел од основното образование. Така да навистина не е жал што и не знам од каде се тие податоци да ова училиште се декларира како дискриминирачко училиште. Како пример за дискриминација и сегрегација на денешната трибина беше посочена паралелката формирана минатата година, во која учат само ученици од ромска популација. Веќе во оваа училишна година мислам дека се вршеше еден вид на сегрегација, односно се формира паралелка само од ромски деца, што сметам дека е недозволиво. Значи, децата треба да учат заедно. Во училиштето нема сегрегација и конфронтираше Димов. Уписниот рок на дечињата трае од 1 до 31 мај. Бројот на дечињата кои се упишуваат во тој период, посебно од ромската популација, е многу мал. Значи, не го почитуваат времето на упишувањето за определениот уписен рок со закон. Доаѓаат обично при крајот на август месец, а за жал голем дел од нив доаѓаат и во текот на месец септември, па дури во месец октомври. Дека не се почитуваат уписните рокови потврдува и невладиниот сектор. Децата за време на летниот распуст и после до октомври месец одат на вишни брање на гроздобери и така натаму. Минатата година во ово основно училиште беа формирани 3 паралелки, од кои во едната има 20 македонци и 14 роми, во втората 8 македонци и 25 роми, а во третата, поради непочитување на уписниот рок, учениците беа само од ромска и турска етничка заедница. Во овој уписен рок досега се запишани повеќе од 40 на првооделенци, од кои 60% се роми. Се очекува во септември и октомври, кога ќе биде завршен рокот, да бидат запишани дополнителни 25 деца.